Манастирот посветен на Свети Јован претеча во близина на Демирхисарското село Слепче. Е еден од најпосетуваните православни храмови во овој регион на Пелагонија. Со својата богата и славна историја, манастирот привлекува огромен број туристи и верници, како од нашата држава, така и од странство. Според игуменот на манастирот Отец Серафим, најстариот артефакт поврзан со манастирот била преклопна карта од 6 век, каде манастирот веќе постои. На таа преклопна карта постоеле и старите цркви во Охрид кои што потекнуваат од 4 век. Но според Отец Серафим, најзначаен бил развојот на манастирот во времето на Свети Климент, крај на 9 и почеток на 10 век. Манастирот има свој развој и во писменоста. Едноставно првпат се појавува апостол на старословенски, ако сакате, јазик или црковнословенски од 10 век, кој што моментално е на 4 места. Во Санкт Петерсбург има, во Москва. Делови од него има 2 листа, исто така се во Пловдив и во Одеса. Ние успеавме да ова година ќе откупиме тие лисија, се работи за 136 листа од апостолот, и тоа е директен препис на Кирил Методиевскиот апостол, кој што од глаголична форма преминува тогаш баш до време во кирилична форма. Доста значаен документ кој ја докажува и староста на манастирот е фрагментот од така наречениот Цветен триот, кој потекнува од 11 век. Тоа е пергаментен лист најден во манастирот. За жал денес овој фрагмент се наоѓа во Русија. Манастирот е многу тесно поврзан со Охрид. Практично на еден начин тој бил скриен центар на Охридската школа. Не само како препишувачки центар, туку и место каде се издавале книги на новосоздадениот славјански јазик на светите Кирил и Методи. Според игуменот Серафим, манастирот бил скриен центар како продолжување на делото на светите браќа, затоа што се уште постоеле одредени фактори во тоа време, кои сметале дека светото писмо може да се проповеда само на латински, грчки и еврејски јазик. И голем дел од нив сакале да ја уништат новосоздадената глаголица, односно да го уништат новиот славјански јазик. Еден центар во кој што не само се препишува, значи не зборуваме само за препишувачка школа, скрипториум, туку зборуваме за одредени ученици и учители на словот на духовноста кои што работат во тоа време. Знаеме дека од историски аспект Свети Климент и Наум се протерани. Прогонувани тие стигнуваат прилика во област позната како Котмичевици и така натаму. И околу себе собираат мноштво ученици, но она што е битно, треба да создаде центар кај што сега ќе се употребува Кирило-Методиевското писмо. Ќе се преведуваат, научно бидејќи Свети Климент е најголем поборник на глаголицата. Значи допостојано се бори за нейното зачувување. После тоа преминува во кирилица, но со точно значење на сето наше глаголично писмо, буквата преведена кирилично во однос на значењето и во однос на именувањето на Божите сили, Божјата благодат, Божјото дејство во човекот. Затоа е тоа свето писмо за нас, православните, кај да се наоѓаат и така натаму. И оно што е битно, на овие простори, значи тоа сега е премер научно исследување, но ќе се види. Историјата веќе многу близко стигнува тоа и не треба храброст да се истакне, туку едноставно веќе се докажува дека скриен центар за тие творби, така бил овој манастир. Одредени преданија велат дека блиското село Слепче е крстено така бидејќи тука стигнуваат ослепените војници на царот Самуил после битката на Беласица. Потоа и самиот манастир уште се нарекува и Слепчански манастир. Според едно од тие преданија, ќерката на Самуил, Косара, била ктитор на западниот конак на манастирот во 11 век. Во еден од постарите поменици за манастирот од 1542 година се споменува дека византискиот император Михајло VIII Палеолог и неговата сопруга Теодора се едни од ктиторите на манастирот во 13 век.
Но за жал, во 19. век тој поменик е земен од манастирот и денес се чува во збирката на рускиот славист Виктор Глигорович во Одеса. Тоа е само едно од ктиторствата, бидејќи веќе претходно манастирот сигурно одреден период постоел, бидејќи стекнал некој си углед, доволно голем углед, за да тоа го привлече византискиот император кој станува еден од ктиторите на манастирот, бидејќи Михајло VIII тој доаѓа на власт 1259 година до 1281 година, што значи дека овој хронолошки податок е врзан за тој период. Сега веќе во 14. век постои еден развој на манастирот кој ние пак посредно преку овие пишани историски извори го следиме. И веќе кон крајот на 14. век ние имаме еден многу важен запис од 1393 година, исто во еден од старите ракописи на манастирот, кој говори дека веќе во манастирот постои овој континуитет на тоа монашко живење, манастирскиот живот во континуитет веќе екзистира и дека веќе ги бележиме првите овие скрипториски активности, односно еден вид на отпочнување на таа после познатата слепченска скрипториска школа. Во последните 5 години во манастирот функционира така наречена Демирхисерско-слепченска летна школа. Во организација на манастирот Слепче, општина Демирхисер и Истражувачкиот центар за културно наследство при Македонската академија на науките и уметностите, во чии рамки се организираа и археолошки акции и се откриени остатоци на некоја постара градба од манастирот. Најважниот и најзначајниот дел од историјата на манастирот е поврзана за тој доцно византиски период, односно поствизантиски, помеѓу крајот на 15-тиот, почетокот на 16-тиот и веќе во континуитет тоа некаде до крај на 17-тиот и веќе со одреден интензитет историјата си продолжува се до некое наше современие, но она што е поврзано со таа најзначајна историја на манастирот е токму тој период на 16-тиот и 17-тиот век. Тогаш во тој период манастирот ќе биде едно од најзначајните скрипториски центри на Охридската архиепископија. Тоа ќе биде едно од најзначајните уметнички центри на Охридската архиепископија и пошироко. И тоа благодарение се на ктиторството што ќе го постојано има ни својата историја на најмочните и највлијателните тогаш наши христијански велможи, меѓу кои и богатите закупци на рудниците во Кратово и во железнец Демирхисер. Значи, еден од тие големи магнати, така да ги наречам, и големи покровители на манастирот и на архиепископијата овај пошироко е кнезот од Кратово, Димитар кнез Кратовски, така во изворите се бележи. И тој како моćен христијански велможа и кнез, тој ќе биде новиот ктитор на манастирот Слепче. Токму поради помошта на кнезот Димитар од Кратово, манастирот ќе биде економски стабилен и во 16-тиот век ќе се започне со таа нова обнова на манастирот. Во тој период се сликаат иконите за новиот иконостас. Се работи на резбата на иконостасот од 16-тиот век. Од таа нова, голема обнова на Слепченскиот манастир имаме десетици икони, од кои дел се чуваат и во Музеот на Македонија во Скопје и во Митрополијата во Битола. Таа сликарска дејност е поврзана со големиот зограф Јован Тодоров од Грамоста, од епирскиот дел на сегашна Грција. Зографот Јован, заедно со зографот Онуфри, се едни од најдобрите зографи, кои во тоа време на првата половина на 16-тиот век делуваат на просторот на Охридската архиепископија. Ние
имаме среќа да го откриеме единствениот подпис на Јован Зограф од Грамоста, тој иконата, познатата икона на Христос Седржител од манастирот Слепче од 1542 година, што е исклучително значаен податок, и благодарение на тој негов подпис ние веќе воспоставивме еден увид во поширокиот круг на уметноста, она што е создавана 16-тиот век во Демирхисарскиот регион. Така да освен иконите кои се исклучително важни и говорат за тој уметнички подем на манастирот, ние тука ја имаме и таа позната слепченска резба. Значи тие познати слепченски врати кои се апсолутно единствени и по начинот на својата обработка, по концепцијата. У суштина, слепченската резба е плитка копаница. Не е тоа длабока копаница како подоцна ние што ќе го имаме тоа како еден стилски уметнички израз на Дебарската школа, него тоа е една плитка копаница која овозможува многу, која бара многу вештина, наопак од друга страна овозможува многу креативност и вклучување во самата копаница неколку многу значајни мотиви кои се емблематични и стануваат препознатливи за слепченската школа, така да ние тоа го следиме скоро низ целиот 16 век. Во тој период на 16-тиот век, за манастирот освен уметноста, значаен е и развојот на така наречената слепченска препишувачка школа. Целата таа огромна продукција на манастирот е под покровителство на охридските архиепископи, особено на архиепископот Прохор, кој е многу поврзан со кнезот Димитар од Кратово. Токму овие историски фигури се најзначајни за тие слободно можеме да кажеме звездени мигови на слепченскиот манастир. Но за жал, во хартиена форма, Македонија скоро и да не поседува ништо од таа позната слепченска препишувачка школа. И ние сега имаме тука една генерација на препишувачи од Висарион, Дебарски, Слепченски. Тука се неговите наследници, ученици што ги имаме. Тоа е една генерација која тука активно 30 на 40 години работи и навистина таа продукција е исклучителна, значи фасцинантна е, и она што е трагично за нас и за нашата културна историја е тоа што ние скоро тоа немаме ништо во Македонија. Тоа во 19-тиот век тоа е се однесено од манастирот и сега се наоѓа, дело тоа се наоѓа во архивата на Хрватската академија на науките и уметностите во Загреб, се наоѓа дел во Белградската народна библиотека, голем дел е во Софија во Универзитетската нивна народна библиотека. Имаме во Москва, имаме во Одеса. Значи, ние корпусот на тие споменици веќе ги имаме заокружено, бидејќи академикот Поп Атанасов тој многу интензивно работи на тоа и веќе постојано ја проширува збирката која и овака е импозантна и голема. И сега она што е важно, што манастирот во последните 5 години значи прояви една иницијатива и благодарение на ова предприемчивост и желбата на сестринството и поготово игуменот отец Серафим, дел од тоа големо книжевно наследство почна полека да се враќа во манастирот, но во форма на една дигитална копија, на една дигитализирана верзија на тие манастирски ракописи кои некојаш биле слепченски, излегле од скрипторијата на слепченската школа скрипториска. Она што е најзначајно е до првата половина 17 век е центар на создавање сето она што го нарекуваме потреба не само црквата, туку на науката. Бидејќи мноштво зборници се излезени од тука, мноштво евангелија, а наочито мноштво ученици се обучувани за понатаму да можат таа работа во ширење на сето она што е наука Христова на сите страни, а наочито изучување исто така и на постоечките тоашни трендови во самата наука, наочито богословието, бидејќи сеќаваме одредени богословски зборници кои што ги обработуваат темите, например Свети Григорий Палама, 14 век и така натаму. Голем број ги има, ево ги има. Ова година се надаваме одредена репатриација на ракописи од Загреб, отприлика 27 на бројце. Во Народната библиотека во Софија има 40 и некоја, 27 ги има во Бан, али вкупно прилика се работи за 800 ракописи, кои што наставно
низ кои што едноставно можеме не само да гледаме движењето на словото, бидејќи во нив исто така, иако се евангелие, иако се зборници, постои мноштво различни сигнатури, записи, значи да и шифрирани, нешто кој што моментално се предмет на истражување во Македонската академија. Инаку манастирот е доста богат во овој период. Во текот на 16-тиот век има своји метоси и имоти, дури и надвор Демирхисарскиот регион. Манастирот е толку финансиски моќен, што донира прилози и за некои манастири на Света Гора. Тоа е еден вид духовно и црковно средиште на Охридската архиепископија. Тој манастирски подем продолжува и во 17-тиот век. Од тој период е и фрескоживописот на двете манастирски порти. Тој датира од 1637 до 1638 година. Прво се слика северната манастирска порта, а потоа јужната. Во тоа време игумен на манастирот е отец Серафим. 18-тиот век е период кој неповолно влијае врз развојот на манастирот и целокупното живење на просторот на Македонија, кога започнува една стагнација на манастирот. Тој период е кога централната власт на Османската империја е деградирана и сега приматот го превземаат локалните моќеници кои самоволно настапуваат како еден вид одметнати сили кои нанесуваат големи штети врз манастирот. 1751 година ќе страда и игуменот на манастирот Кипријан. Кипријан, кој ние пред 2 години се канонизира, нашата Македонска православна црква го канонизира, бидејќи тоа негово мачеништво е засведочено од неговите собраќа, тоа неговото страдање што ќе биде на неколку дена пред Великден. И благодарение, мислам, на се она што го сторил за манастирот, а и ова неговата маченичка смрт, се тоа така даде еден импулс во времето на јубилејната година, 50 година од возобновување на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква и црквата да го прогласи за светител на нашата црква, така да еве сега манастирот Слепче има така една своја голема би кажал светиња, односно еден голем заштитник и покровител на манастирот после Свети Јован Претече. Во 19-тиот век се случува таа поголема последна обнова на манастирот. Во 1862 година е срушен стариот каталикон кој што потекнува уште од времето на кнезот Димитар Кратовски и на неговото место е изградена денешната црква. Но тоа е време и кога се разграбува целото пишано богатство на манастирот. Така да, тој е период кога од друга страна пак сето она што е поврзано со ризницата на манастирот Слепче, поготово ова пишаната традиција, ракописите, скрипторијата, делото таа скрипторија ќе биде однесена од манастирот. Тоа најмногу ќе бидат инволвирани тука руските слависти, тука е Григоровиќ, Виктор Григоровиќ, потоа тука архимандритот Антонин доаѓа, но и некои други истражувачи кои се поврзани со тој археолошкиот Константинополски институт Цариградски, кој е многу активен од Цариград во времето на втората половина на 19-тиот век и сите тие научни екскурзии доаѓаат од таму веќе подготвени со претходни некои знаења и тоа е тој период кога голем дел од тоа манастирско културно наследство така исчезнува од манастирот. Денес монашкото сестринство во манастирот Слепче ја продолжува традицијата на цртање на икони, фреско живопис, како и на таа позната слепчанска резба. Сега ателието Свети Лука за иконопис и живопис работи на истражување и возобновување на старите техники од 12, 13 и 14 век, кои подразбираат опширна зографска постапка, која опфаќа познавање на зографски цртеж, типологија, историчност, архитектоника во иконата, користење на специфична зографска палета на бои со јајчена техника, подготовка на подлога за икона и живопис по природни рецептури, позлата со 24 каратно трослојно злато со повеќе технологии, меѓу кои и изработка со висока водена позлата со полимент и полирање со ахатни камења,
целосно на природен начин, кој што во денешно време е наполно технологија во изумирање, бидејќи денес се поддржува современиот акриличен полимент. Исто така природни лакови и природна заштита на иконата. Ателието по примерот на слепченските монаси, кои ги украсувале ракописните книги со минијатури и иницијали во минатото, и денес изработува минијатури, калиграфски текстови и украсни иницијали. Денес сестринството на слепченската обител, низ долгогодишни истражувања и проучување на слепченското културно наследство, ја возобнови резбарската работилница во автентичниот стил на некогашната плитка резба со доминација на плетеницата. Игуменот Серафим изнесе и доста интересни факти и податоци за тоа што покажале нивните истражувања, за тоа како започнала таа резбарска школа во манастирот во Слепче. Трагајќи по тоа како сега во Слепче резба од каде и така натаму, ние стигнавме до многу интересни пронајдоци, бидејќи се дојде до допир со плетенките слепченски плитка резба со сите оние плетенки што се цртани на вигинските гробови. Кога заеме на вигинските гробови, кои спомнува денеска готи, така, и треба да знаеме дека во свитата на цар Константин биле околу 40.000, таму била ударната сила. Готите се ударна сила на војската на Свети Константин Велики, така. И Свети Јован Златоуст баш пишува едно пофално писмо до готските епископи кои што примаат тогаш православие, бидејќи тие се првите кои што од тогашниот јазик кој што се потребувал, предпоставувам старогрчки, така, и преведуваат богослужбените книги на готски. И новото движење е многу интересно, бидејќи кога се повлекуваат, така заминувајќи за Италија, тие тој години се држува во област на Преспад и Мирхисар. Така. И така да пратењето на таа стара резба, стара плетенка резба, тамошно беше и во сите оние архефакти што постојат во музеот во Осло, даваат неверојатна сличност. Туку копие, кој прво, кој беше второ. Под водство на игуменот Серафим, манастирот денес продолжува да биде значаен центар во овој регион. Возобновена е економијата на манастирот, но исто така и издавачката дејност. Денес сестринството на манастирот има издадено над 40 книги, преведени од руски, грчки, англиски и српски јазик. Се издаде и манастирско издание на Новиот Завет, збогатено со иконографија, како и над 170 акатисти. Од неодамна издадени се и 4 стихозбирки на поезија, насловена како Манастирски води. Во црквата Христова околу нема ни 10%, помалку од 10% има творештва или тропари, ако сака да свитри. Обично сите се покриени со општи и така натаму. И тука се работи на возобновување, односно творештво на нови славословија, на тропари кои што ги нема, односно тоа акатисти кои што ги нема. Значи пишување на во слава Божја. Токму поради целата оваа мистика која што владее околу самиот манастир, славната, богата и несекојдневна историја. Ова место е еден од најпосетуваните манастири во Македонија, како од домашните, така и од странските туристи.